Лекови требаат се повеќе, но сите не можат да ги купат. Здравјето станува луксус и е во втор план пред високите цени, потврдуваат граѓани. Може да се купат таковеш пари. Не може. Треба пари бе човек. Не стасуват парите ни за леп. Мислам дека да, пошто лековите септе е многу потребни. Ама многу скапо. Мали пензии. Освен за пензионерите, лековите се недостапни за помладите и активно вработени. Некои лекови чинат и по неколку илјади денари, а тие особено се голем товар за хронично болните. Само со еден поглед може да се види дека аптеките се претворени во маркети, каде масовно се купува, што секако тоа чини пари. Покрај она досегашна потрошувачка што си е секојдневна и стандардна со хроничната терапија, во последно време, откако настанаа промени на временските услови, се појавија нови вируси и нови болести, така да фреквенцијата на пациенти по аптеките е прилично зголемена. Значи, кај нас секојдневно се бараат лекови за смирување на температурата, односно антипиретици, за намалување на болката аналгетици, се бараат лекови за кашлица, антибиотици. Оние што немаат пари, имаат сериозен проблем. Ке страда дома, ќе очека да си помине. Ако имаш пари, ќе купиш. Ако не, ќе лежиш дома, ќе гледаш телевизијата. Сигурно, секој на свој начин. Мора нешто да се снајде. Секој како се снаоѓа. Фармацевската индустрија е во замав и лекови никогаш не се продавале повеќе. Лани ФЗО за лекови исплатил милиони евра, но најмалку уште толку граѓани купиле со сопствени пари.